Добро, сметам дека се слушаме. Почитувани слушатели на Македонската радио програма. Денес разговор ќе водиме со Рашила Мизрахи, пратеничка во Собранието на Република Македонија, од редовите на ВМРО ДПМН. Инаку интересно е што ја отправ денес на 11 октомври, денот на македонското на македонскиот народ, Народно-ослободителната војна. 11 октомври, нели тогаш пукна и првите пушки овде односно таму во Република Македонија. А инаку сакам да кажам уште збор два дека Рашила е македонска еврејка по потекло или еврејка од Македонија се едно, но таа се чувствува, тоа што се чувствува, ми вели дека е и македонка. Рашила, добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма и честит ми е и вековит 11 октомври. Добар ден, благодарам многу на поканата и на приликата да позборуваме. Среќани вековит 11 октомври, голем празник за македонскиот народ. Свечен ден и навистина ми е чест и задоволство да зборувам денеска со вас. Така, пред да го започнеме нашиот разговор, сакам да испратам до вас сочувство за вашиот загубен татко кој почина пред 3 месеци. Многу благодарам. Животот продолжува понатаму, битно е да ги чуваме сеќавањата, да ги споменуваме имињата на луѓето кои што ни се битни. Така, кои ги паметиме по добро. Вашиот татко го паметиме по добро, бидејќи тој се бореше многу за Македонија, учествуваше на секаде, да, мене ми е тоа познато. Исто така, еве вие одите по неговите патеки, вашето потекло е еврејско. Ова го зборувам, сакам да го образложиме заради сето она што ни се случува деновиве во Република Македонија, носење оние нацистичко-фашистички ликови во Република Македонија, во ликот на Ванчо Михајлов, цар Борис III, потоа ќе следува и неговиот татко Фердинанд I. Рашела, најнапред би сакал да посветиме 10-15 минути околу животот на евреите, страдањето на евреите, вашето потекло, вашата фамилија. Гледав јас дека јас не успеав да ставам од оние документи кои ги добив од вас и вашата мајка. Жалам за тоа што не успеав, не можев. Сакам тоа да го образложите вие, ете од вашата семејна слика, од вашето детство, од вашата фамилиарна семејна слика, родителите. Впрочем, ве слушнав на една телевизија, рековте ми фалат и братучедите, кои нивните роднините ваши. Сето тоа, таа трагедија која се случуваше на тие луѓе, исто како на македонците што беше 1948 година кога се фрлаа напалм бомби на Вичо и на Грамус. Од друга страна имаме форсирање и носење на широки врати на фашизмот и без да се извинат луѓето на еден таков масовен полеш, едно погубување на 9000 евреи од Република Македонија, па таа една голема бројка и луѓето ни срам, ни перде отвораат тука културни споменици во Охрид, што велеше дедо ми богати и во Битола. Ве молам, започнете, можете да раскажете околу тоа за нашите слушатели. Ви благодарам многу. Евреите од Македонија се такви уште од 1492 година. Евреите во овие региони доаѓаат и се примени од Отоманската империја по прогонот од Шпанија. Значи ние сме долго на Балканот и долго во Македонија. По доаѓањето во Македонија, например, лично за мојата фамилија, првиот документ кој што го наоѓаме од 1510 година под име Давико де Фернандес Мизрахи, кој што бил стигнат во Битола, а понатаму фамилијата се преселува во Скопје и таму останува се до 43-та година. Значи јас сум дел од таа фамилија како последните наследници на истата. И сега ќе објаснам зошто и покрај прогонот и 600 години во Македонија, зошто 43-та година е толку битна за мене и за македонските евреи.
Профашистички организации се отвараат во Бугарија уште во текот на 20-тите години од минатиот век, значи 1920 година започнуваат. Меѓутоа, со напливот на омраза, со пандемијата на омраза, особено кон евреите во текот на Втората светска војна, Германија подготвува така наречени Нимбершки закони, тоа се закони за заштита на нацијата или закони за чиста нација, подобро познати кај граѓаните, со кои што законски, систематично се елиминираат евреите од Европа. Во ноември месец 1940 година еден таков закон, еднаков, еквивалентен на германските фашистички нимбершки закони, под наслов Закон за заштита на нацијата, доаѓа и до бугарското собрание. Ова е законот за заштита на нацијата, ова е неговата насlovна страна. Така. На тој закон се спротивставува бугарскиот народ, кој што не бил фашистички, интелектуалците, академиците, фелата на адвокати и нормално бугарската црква, и затоа ги споменуваме владиците Кирил и Стефан, кои што дури и праќаат бројни писма и дописи до царот Борис III, за да се спречи носењето на закон кој што би довел до системска елиминација на евреите во Бугарија. Тогаш во Бугарија. Меѓутоа, сепак законот е изгласан кон крајот на ноември 1940 година, а 1941 година истиот закон е потпишан со указ на царот Борис III во собранието, само извинете да го најдам указот со неговиот потпис. Ова е указ број 3, потпишан од цар Борис III на 21 јануар 1941 година. Овие два документи се документи кои што се еквивалентни на Нимбершките германски закони. И овие закони, а веднаш после овој закон се носи и законот за еднократен данок, всушност кој што треба да ја одземе финансиската моќ на еврејството во Бугарија. Значи, обата закони се носат 3 месеци пред Бугарија да пристапи кон тројниот пакт Германија, Италија и Јапан. Што значи дека царот заедно со владата се подготвувале, укажувајќи на тоа дека имаат фашизам и нацизам во своето владење, да може да бидат дел од тројниот пакт, односно да бидат да кажам сателит на Хитлеровиот рајх. На 6 април 1941 година Германија напаѓа Југославија. На 9 април Скопје е освоено од германците, а на 17 април истата година германците ја предаваат Македонија, Тракија и Пирот на бугарите. На 19 април Богдан Филов, премиерот во парламентот, вели: благодарејќи на Хитлер и Мусолини, Бугарија од Дунав до Белото море и од Охрид до Црното море. Всушност, имаме и бројни докази, документи кои што укажуваат на окупација на овој регион, односно анексија, примопредаја од германските власти кон бугарските власти, и бугарските власти овдека носат полиција, војска, администрација, црковни лица, световни лица, учители, и се започнува со процесот на, да кажеме, бугаризација на ново освоените бугарски територии. Веднаш во 1942 година почнува да се спроведува и законот за заштита на нацијата, кој што треба да се спроведе врз евреите од целокупниот регион, како и законот за еднократен данок. И во приказ на истото да објаснам што тоа значило. Тоа значило дека целата моја фамилија била означена со жолти значки. Имале лимитираност во однос на можностите да се движат низ градовите. Односно, имале полициски саат од 18 часот, не смееле да го напуштат домот. Доколку фамилијата била... Извини, Рашела, тие значки кој им ги доделува? Администрацијата? Бугарските власти ги доделуваат значки. Администрацијата или тие дошле само администрација или донесоа и војници, пушки, тенкови? Апсолутно. Моментот и реториката дека се работи за администратори е веќе 20 години присутна. Значи, помеѓу еврејството се слуша таа реторика на администрација. Јас му кажувам на сите мои сограѓани секаде низ светот дека администрација со пенкало не убива луѓе. Војска и полиција може да убијат луѓе, согласно законски решенија за систематично елиминирање. Значи, тие действувале согласно законот во Бугарија. Да. Тој закон наложувал да имаме жолти значки, тој закон наложувал да не смееме да се движиме после 18 часот, тој закон наложувал да се изготват табли и постери на сите страни кои што велеле забрането за евреи кучиња, по библиотеки, по јавни институции, по пошти не смеело евреите да влегуваат. Тој закон забранувал мешани бракови, тој закон забранувал да фамилијата престојува во поголем број на имоти, односно биле сместени во една куќа сите заедно, целата фамилија,
И на крајот на самите куќи се ставале листи, во кои што имало магендави, значи жолти значки и имињата на сите луѓе кои што се присутни во таа куќа, што требало да го олесни процесот на транспортирање на евреите до Тутунскиот комбинат, а потоа и до Треблинка, односно нивната елиминација. Во тоа време премиер во државата е Богдан Филов, односно во Бугарија. Во Бугарија. Габровски е министер за внатрешни работи, а имаат и лице кое што се именува Белев, кој што е начелник во начелството за еврејски прашања на цар Борис III. Белев 2 години барал помош и бил во константна комуникација согласно документацијата со Денегер, германец кој што ја организира и спроведува депортацијата на француските евреи. Значи им требало помош за систематично елиминирање. Истовремено ги гледате бројните фотографии кои што се појавуваат од цар Борис III со салутирање, нацистичко салутирање. Јас имам извадоци од одредени весници во Бугарија во тој период. Имате весници во кои што се рекламира како изгледа бугарски полицаец или бугарски војник со свастики на нив и со обележја кои што се нацистички. Ова е спроведување на законот за заштита на нацијата над бугарите, значи издадено во весник во Бугарија. Што тоа значи и како ќе се спроведува? Во законски рамки елиминација на евреите. Така да во ниеден случај, бидејќи законите се донесени 3 месеци пред да се влезе во пактот, ние не можеме да кажеме настрана од народот кој што реагирал на истото, како и одредени пратеници. Нели Димитар Пешев се споменува и Парванов истото го цитира во своите настани 2001 година во Бугарското собрание. Цитатите од цар Борис III. Владењето во Бугарија е монархо-фашистичко владење. На 22 февруар 1943 година Белев во име на владата и царот подпишува договор во германската амбасада со амбасадор Пекерле за депортација на 20.000 евреи кои што треба да дојдат од Скопје, Битола, Пирот, Горна Џумаја, Дупница и Радомир. Тоа е овој документ. Дури има и цена колку чинеле вагоните, колку чинела депортацијата, колкав трошок ќе се направил во Бугарија. Ова е царот Борис III. Поздрав. А како се ракува со Хитлер, да? Имаме бројни документи. Сите документи, јас ова што го говорам, не го говорам од некоја омраза, напротив. Документацијата за случувањата во Втората светска војна се во Меморијалниот центар во Скопје, кој што е 4 најголем меморијален центар на евреите во светот и единствен сефардски меморијален центар. Се наоѓаат на официјалната веб страна на Вашингтонскиот меморијален центар како официјална документација, како и во самиот Јад Вашем. Би сакала да нагласам пред да продолжам со крајот на евреите од 1943 година, дека ниту во еден случај, ниеден во Македонија, ниту пак јас, ниту еврејската заедница, нема ништо против бугарскиот народ. Ниту тогаш, ниту сега. Во ниеден случај, доколку се почитуваше договорот за добрососедство. Многу ќе беше попријатно за сите да имавме отварање на културни центри со име на големи дејци кои што Бугарија ги има, филозофи, историчари, поети, уметници, било кој од нив, а не да се поставуваат имиња на некои кои што биле фашисти, што ќе се наложи чиста провокација кон Македонија, македонците и македонското еврејство, поради тоа што темелот на нашето постоење е антифашистичката битка. Еден од темелите на нашата нација е борбата против фашизмот. Значи, на 11 март 1943 година евреите се од Македонија се собрани во Монополот во Скопје под команда на Драбанов. На 22, 26 и 28 март во 3 конвои со 40 точни вагони се испратени на 5-дневно патување до Треблинка. По пристигнувањето во логорот биле поделени на мажи. Така им беше кажувано дека патуваат, дека ќе одат на работен камп. Во работен камп дека ќе одат, заради тоа и она што го имале дома им е кажано да го припакуваат, меѓутоа уште во Монополот бугарската полиција врши уште еден грабеж на ситни вредности кои што ги имале со себе. Златни работи. Интересно е тоа што и целокупниот тимот е префрлен на контото, мислам дека беше број 344 во Народната 344 во тогашната Народна бугарска банка.
И во текот на нивниот престој во Понополот не им се дава вода за пиење. Најлошиот момент од нивниот престој во Понополот било недостаток на чиста вода за пиење, доста солена храна и она што може секој од нас да го претпостави, јас нема да го изговорам, она што се случува нели со луѓе кои што се затворени во милост и немилост на некој друг, најчесто жените се тука жртви и секако децата. Нели имало силовање, така? По 5-дневен пат во возовите кои што инаку биле со ознаки Бугарска државна железница, БДЖ, и тие вагони се и денеска еден од дел од тие вагони се изложени нели во меморијалниот центар во Скопје. Тоа се и на фотографиите присутни, тоа се бугарски вагони, бугарски возови, се депортирани до Треблинка, поделени на мажи, жени, деца. Мажите биле први внесувани во гасните комори, жените чекале во погона, целосно соголени. Од двете страни биле оградени со подликава жица и имало чувари, жени чувари кои што биле задолжени да жените не излегуваат од редот. Тоа што се очекувало жените да излезат од редот, извинете, мене ми е малку тешко да говорам за ова. Заради тоа што децата им биле одземани со наративот дека ќе ги носат во Црвен крст, имало чистинка на одредена оддалеченост со ознака Црвен крст. Дечињата се групирани во групи и носени така кон Црвен крст, меѓутоа во одреден момент се слушнале попутници. Децата биле врзувани во групи, нели по елиминација на едно сите би биле фрлени во дупка каде што би биле живи запалени останатите. Жените кога чуле дека има попутници, нормално, мајчинска реакција е да тргнат на жиците, при што биле тепани. Мажите веќе биле во гасните комори, малку по малку и жените го стигнале својот ред во гасните комори. 43 година во Треблинка имало недостаток на циклон Б, гасов со кој што се пушени евреите во Аушвиц и заради тоа се користеле издувни вентили од различни возила. Меѓутоа истите не биле доволно за да и настапи директна смртност на сите кои што биле затворени во коморите. Па делот од извештаите говори за тоа дека кога македонските евреи кога вратите биле отварани, дека одреден дел од нив би искашлувал се уште, односно биле живи. Има две толкувања за како го се случиле со крајот. Едното е да архивот на внатрешните служби на Израел, кој што тврди дека телата биле само нафрлани во дупки и закопувани, а вториот од сведоштва кој што тврдат дека телата биле редени во дупки, меѓутоа еден ред тела, еден ред дрва и така биле запалени, дека оганот се гледал во радиус од 2 километри и чудна прашина летала насекаде. Тоа е крајот на македонските евреи, 7144, што значи во превод дека ние сме први на листата на земји во светот по елиминација, со елиминирано еврејско население за време на Втората светска војна. 98% од евреите се убиени од Македонија. Од тие 7144, 1500 се деца под 15 години, вклучувајќи ги и бебињата. Бекерле испраќа една телеграма која што е достапна исто така за јавноста по музејските центри, значи во Вашингтон и во Јад Вашем, во која што вели 22.000 ќе бидат депортирани до Треблинка, а 26.000 ќе ги задржи царот Борис III за изградба на инфраструктурата, предимно значи во Софија, меѓутоа и регионот околу Софија, значи зборува за бугарите од старите бугарски краишта, односно бугарските евреите од старите бугарски краишта. Така тие ги нарекуваат. И 43-та година, веќе во мај месец, Црвената армија доаѓа на границата со Бугарија. И заради тоа не е остварена депортацијата на бугарските евреи. Значи не е прашање дали би биле депортирани. Да, тие биле задржани за изградба на инфраструктурата, меѓутоа доколку војната продолжила, доколку фашистичкиот режим продолжил, истите ќе биле депортирани. Да не се заборави дека можеби бугарските евреи ќе посведочат подобро за ова од мене, дека на територијата на Бугарија се отворени и концентрациони кампови. Сега, дали можам да ве прашам следното? Доста од бугарите, следејќи мене на YouTube и на македонската радиопрограма и на Фейсбукот, ме обвинуваат мене дека, односно тие велат дека цар Борис III треба да добија орден, дека ги спасил евреите од Бугарија и дека е тој спасител на евреите. Вашите сознанија?
Таков еден обид е направен 2000-та година, значи пред 22 години на Стокхолмската конференција за Холокаустот, каде што Бугарија побарува да биде вметната во листата на земји праведници, односно спасители на евреи. Меѓутоа, комисиската расправа која што се темели на разгледување на факти и оригинална документација, тоа не го дозволува и Бугарија не е земја праведник, буквално поради цар Борис III, како и Богдан Филов, премиерот на таа држава. Моите денешни сознанија, еве од моите пријатели во Бугарија, имам многу пријатели во Бугарија, кои што и не се евреи дел од нив, зборуваат дека би имало поагресивна реакција на локалното население, доколку името на клубот кој што се отвори во Охрид беше и Богдан Филов, кој што го препознаваат како фашист и нацист, меѓутоа и за цар Борис III имале поинаков наратив, зборувам генерално населението. Сепак, официјалната документација укажува на неизбежниот факт дека монархофашистичкиот режим, подписите и налогот за изгласување на одредени законски решенија, како и законските решенија подпишани од царот Борис III, укажува на монархофашистичко владење, односно укажува дека тој не бил на правилната страна во историјата. Имате сознание или бидејќи вие потврдивте дека Црвената армија кога влега со влегувањето на Црвената армија се спречува депортацијата. Меѓутоа, јас имав интервју со една професорка по историја, таа рече дека и бугарскиот народ учествувал во тоа, а не Борис царот трети, и некои од свештените лица, владици и така натаму. Имате за такви сознанија? Еднаш дека во ниеден случај не можам да кажам дека бугарскиот народ бил фашистички. Самата реакција во парламентот, при гласањето, при носењето во дискусија на законот за нацијата, самата реакција на интелектуалната фела, на фелата на адвокати, многу уметници, сето тоа, како и на самата црква, укажува дека народот не бил на погрешната страна на историјата. Добро, ајде тоа сега како вовет, подолг вовет, да го продолжиме она што се случуваше во Охрид. Вие бевте во Охрид, јас ве гледав кога дадовте изјава за медиумите и сега не сакав да влегуваме во политиката и нема да влегуваме во политиката, но сепак ќе зборуваме она што е праведното како луѓе, како да кажам, го носат цар Борис III овде, знае цел свет, знае цела Бугарија, знаеме ние и како тоа премиерот на Македонија и министерот за надворешни и внатрешни работи дозволуваат вакви влегување на нацизмот и фашизмот на толку широка врата. Македонија на широка врата. Јас ги гледав интервјуата кои што се направени со некои од лицата кои што се очигледно во организацијата на отварањето на клубот, па извикување дека Хитлер бил добар фин човек и така натаму. Доколку е ова ефтина провокација, е навистина провокација, бидејќи, знаете, предизвикува болка кај како и кај македонскиот народ, како дел од тоа антифашистичко движење, бидејќи е директна провокација, директна навреда. Од оскора нас е дека не е провокација, не може да се каже, поради тоа што пред самиот клуб, јас споменав и пред клубот, видов отварањето на клубот, се виеше знаме на цар Борис III облечен во униформа. Да. И шлемот Втората светска војна. Значи, доколку сакате да провоцирате, ова е начинот како да издействувате провокација. На политичката сцена од секогаш, од памтивек па и денеска, постојат различни структури кои што сакаат да предизвикаат анимозитет, неубаво чувство помеѓу двата народа, можеби некакви затегнати односи помеѓу овата народа, што никако не е во согласно со некое добро соседство. А еве видете химната Рашела. На крајот јас испомнав и на неколку интервјуа досега. Многу е лесно да се скарате со некого, да направите непријатни чувства, да создадете омраз. Многу е лесно. Ете, вака, збир на провокации и ќе имате омраза од двете страни на границата. Ќе беше многу пополесно и многу помудро да се отвараат клубови кои што ќе има имења на вистински дејци, на вистински бугарски дејци. Бугарија го има Софискиот универзитет, 110 години стар, колку интелектуалци, каква стела излезена од таму. Зошто се бираат вакви имења? Значи е чиста провокација и сега знаете како оди. Тие велат македонците гледате нема. Се извинувам, Рашела. Добро, провокација. Овие ли се тие европски вредности?
Апсолутно. Нели фашизмот е забранет секаде во Европа? Нели нацизмот е забранет? Овие ли се тие европски вредности? Нацизмот, како и негирањето на Холокаустот, значи извитоперување на факти од Холокаустот, бришење на имења на злочинци и претварање на истите како спасители е забранет. Според Обединетите нации, меѓутоа според дефиницијата на ИХРА која што е прифатена од Европската комисија. И ова доаѓа од држава која што е членка на Европската унија. Европската унија се темели исто како Македонија на антифашизмот. Значи овдека не зборуваме за европски вредности, овдека зборуваме за меѓудржавен билатерален спор кој што всушност нашата влада не го препознава како спор, туку го препознава како договор за добрососедство и одозгора не реагира на ниеден начин. И нормално во политиката колку повеќе оставате празен простор, толку повеќе спротивната страна ќе зазема чекори. И тоа не онаа правилната спротивна страна, туку онаа која што сака да создаде анимозитет. Доколку протестот кој што се случуваше во Охрид беше примерно повикан од повикувањето беше од левица, па се приклучи ВМРО ДПМН, јас очекував да се приклучи и Социјалдемократскиот сојуз. Тие самите тврдат дека се наследници на партизаните. Тогаш каде беа на самиот протест? Зошто молкот? Јас не сум видела никаде во светот премиери кои што толку молчат на провокации. Јас не сум нервозна од она што реториката што ја користи, да кажеме, нашиот сосед. Не сум испровоцирана. Јас сум испровоцирана од она како нашата влада, како нашиот премиер, како нашето Министерство за надворешни и Министерство за внатрешни работи се справува со нешто. Знаете, ако тргнете да правите компарација, тие велат, ама законот не бил во ред, не бил целосен. Законот е истиот тој закон од 96-та година. Истиот тој закон, ама ние не видовме отварање на вакви клубови, се додека Заев не потпиша таму некој договор за добрососедство за кој што му беше укажувано дека ќе отвори Пандорина кутија. И сега имаме клубови со имења на фашисти и не знаеме што не очекува понатаму, а владата и понатаму молчи. Имаме сега нов премиер, за мене нелегитимен, бидејќи не беше избран од народот, кој што излегува во јавност и вели јас не сум историчар, па не можам да засемам став. И па, знаете, ни еден премиер не е све што лог. Меѓутоа, затоа има советници, затоа има своји тимови, аналитичари и знаат да ги постави своите тези во одбрана на својата нација. Дури некој се обидува овдека на политичката сцена да ја сведе дискусијата на дискурс или пак полемики помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН. Дури и да биде меѓуполитички спор ова прашање. Ова е државничко прашање и ова е национално прашање. И тоа тука сакам малку да ве прекинам, Значи, го донесовте самиот збор што порано сакам да ве прашам. Прашање од државни интереси, од национални македонски интереси, и сега ние треба да се надеваме на еврејската заедница да тужи, така? Да тужи еврејската заедница и ние да го добиеме тој суд и да ги тргнат овие фашистички, нацистички ликови, наместо државата да реагира во името на еврејската заедница, во името на партизаните што ги спомнавте, во името на 25.000 жртви во Втората светска војна, во името на тие 7.000 и нешто вие што ги спомнавте погубени во Треблинка. И замислете сега требаше еврејската заедница да се појавува со едно такво барање да води судски процеси. Мислам дека е неспорно за целокупниот македонски народ дека оваа земја, секоја педа од оваа земја е натопена партизанска крв. Секоја педа, без разлика на вера и нација, без разлика на етничка припадност, секоја педа од оваа земја е натопена со партизанска крв, односно борците против фашизмот. И сега, знаете како, доколку јас или вие во Република Македонија направиме нешто кое што не е во согласност на желбите и уверувањата на власта, ние ќе бидеме стопирани во процесот после емисија. Ама не можеа да бидат стопирани оние кои што планира отварање на Иван Михајлов културен центар во Битола и 6 месеци подоцна културен центар со името Цар Борис III. Значи, премногу би биле наивни да им веруваме на таквата реторика. Како може да биде културен центар со фашистички постулати? Дополнително, значи во овој режим кој што владее овдека, клептократски режим кој што се базира само на криминогени тендерски постапки за искумпување на даноците од граѓаните и осиромашување на државата, па стигнаа до степен на распродажба на се. Значи, институциите се дисфункционални.
И сега што се бара од нас како опозиција? Еве од мене што очигледно се бара. Да изигравам истражен орган или истражен студија, да се обидувам преку 1001 канал да разберам што се случило во Министерството за култура, кој потпишал, што потпишал и како. И транспарентност имаме нула, иако дојдовме на крилата на паролата нема правда, нема мир, транспарентност и така натаму. Од тоа бајки, ништо, опонентот го прават. Министерство за правда, таму да чепкам и да видам што се случило по документацијата, кој што потпишал за да се отворат вакви културни центри и на крајот да го разгледувам централен регистар и да видам дали можеби овие културни центри се и нелегално основани и отворени во државата, ама државата сама по себе не реагира. Сега не може да се очекува од единка или опозиција да биде истражен орган. Држава е држава поради тоа што има власт и има институции кои што се функционални. Тие треба да бидат аполитички, не партиски, како што се тврдеше во 2016 и 2017 кога се фарбаше цело Скопје и пола Македонија. Извинете на мојата бруталност, ама малку ми доаѓа преку глава од целата таа реторика што ја има и што донесоа. А ние моментално во Македонија сме во кризна енергетска, економска, топлинска, здравствена состојба, кризна мигрантска состојба, кризна состојба на влада, кризна состојба по сите основи, па и кризна национална и народна. Сега сме веќе во кризна народна. Заради тоа што нема системот никаква контрола, односно клептократските механизми на тендери и криминогени тендерски постапки се побитни од водење на се загубивме некако се Рашела. Јас ќе продолжам да зборувам ќе продолжам јас дали се Да, ве слушам. Да. Добро, и сега бидејќи малку застанавме прекина интернетот нешто, ме интересира вашите сознанија за нашите овде во Австралија, бидејќи за нас е многу чудно. Ние живееме во Австралија, сосема е поинакво од она што досега направивте вие, електрична енергија, животот, парите, инфлацијата во Македонија помината преку тавани низ куќа, иако тие тврдат дека 20%. Па таа јас сметам дека и повеќе, кога во Австралија е 10% и во Британија е некаде 13%, Америка можеме да замислиме колку е во Македонија. Мене ме интересира каква ќе биде културата, што култура ние ќе учиме од овие. Јас од Битола сум од битолски десела и сега кога ќе се вратам деновиве во Македонија и што култура ќе видам јас во тој културен центар во Цар Борис во Охрид и во Битола. Не можам да ви одговорам на ова прашање, бидејќи навистина не знам ни самата што се очекува да се види. Има културно-етнички друштва, ќе има каква култура? Кога еве спрема последното гласање во Бугарија, гласаја од Македонија 150-40 таму бугари, така? И сега тие луѓе можеме ние да ги наредиме по име и презиме. И онаа теза за барање на реципроцитет видовме како завршува. На крајот имавме дрско и несоодветно однесување на луѓе кои што беа од Бугарија посетители на Широкстокак при отварање на центарот, културниот центар Иван Михајлов. Имавме една господја која што нема да ја именувам, што беше исклучително дрска и кон нашите новинари, кон нашата јавност. Да, министерката беше. Дали министерката беше, да. Така, меѓутоа, знаете, и тоа беше показна вежба, бидејќи при отварање на културниот центар во Битола, не само што дојде Петков како премиер, не само што министерот за надворешни работи знаел, ама не знаел и бил збунет дали ќе доаѓаат или нема да доаѓаат, повторно навредувајќи го нашиот интелект како граѓани на оваа држава, бидејќи знаеме дека посета на премиер се најавува, организира и од безбедносни причини, минимум 3 недели однапред се знае, че тој дојде. Премиерот на Бугарија, господинот Петков, дојде и со представници од власта, меѓутоа и со представници од опозицијата, сакајќи да ни покаже на еден начин дека власта и опозицијата се обединети по прашање на, да кажеме, бугарскиот провев во Македонија. Вопрос. Да. На тоа очекува било каква реакција. Не можете да тврдите во ниеден случај
дека нашиот молк, односно молкот на нашата власт, укажува на некаква субмисивност, со што лесно би поминале низ овие периоди и ние, ете, заради нашата субмисивност, утре ќе станеме членка на Европската унија. Европската унија не бира членки како нас. Европската унија се темели на антифашизам, се темели на систем, институции, вредности. Не може да се темели на субмисивност и на молк. Јас навистина не ја разбирам веќе нашата влада, не разбирам што сакаат да постигнат, што е резултатот. Или можеби нивната субмисивност кон меѓународниот фактор, односно кон нашите комшии, го прелеваат како чиста агресија кон сопствениот народ. Па и Заев своевремено зборуваше за ревидирање на историјата. Што тоа тој ќе ревидира? И ревидира историски факти за да од антифашисти не направи фашисти. Што сакаше да постигне човек? Па веројатно морам јас да ве подкрепам тука, веројатно тие сакаат да сведат антифашистичката борба на македонскиот народ за идеолошка борба на бугарскиот народ. Јас искрено сега веќе мислам дека сакаат да го сведат, да ја сведат реалноста на непостоење на македонски народ. Да. Да, затоа велам дека тоа е идеолошка борба на бугарскиот народ, на антифашисти и на кралството, нели? Да земеме вака, дека е ирелевантно кои се начелата или стратегиите на нашите соседи. Ајде да видиме која е нашата стратегија. Нашата власт дозволува негирање на македонскиот народ. И ќе ви кажам како се гледа целото. Настрана од нивниот континуитетен молк, во Македонија, во образовниот систем имавме нели downfall како резултат на тоа што ковид се случи, па децата има онлайн едукација. Минатата година децата ја завршија без свидетелства, на свидетелствата не се пишува македонец или македонка, ниту македонско државјанство, ниту ништо македонско, а оваа година ја започнаа без учебници. И ви кажам и зошто тоа мене ме вознемирува. Јас велам вака, за да биде појасно. Имаме два типа на луѓе согласно различни морални вредности. Не ги викам добри и лоши, само сме различни. Јас ја чувам носијата од баба ми во крпи запакувана со нафталини, за да биде зачувана носијата од баба ми. Мене ми значи, можеби нема никаква економска вредност, меѓутоа тоа е мојот идентитет. Некој има морална вредност на молец. За молецот тоа не е носија, тоа е само волна и храна. Што ако може да ја издаде или да ја продаде, би било доволно. Ние само се обидуваме да си ја зачуваме носијата. Ништо не бараме од соседите, ништо не бараме ни од власта, која што очигледно е нелегитимно, ти довербата кон неа излегува дека е 2% во државава. Ние само бараме да се ја раскажеме и задржиме својата приказна. Јас не знам каде видоа греф во тоа. Ова е нашата приказна. Да, македонци и Македонија. Ако некому не му чини, жалам, такви се. Шела, сакам да завршиме со 11 октомври, односно еве, не знам дали ме следевте вие по македонските телевизии 2017-18, јас се укажував на преамбулата на тој добрососедскиот договор, каде што пишува дека ние имаме заедничка историја, дека Линденското востание ќе биде заедничко, па ме контрираја и новинари и тие платеници нивни што беа на дебатните емисии, дека кај пишува во преамбулата не пишува, меѓутоа од преамбулата ќе произлезат сите работи, нели? Се знае тоа. Дали денес сега 11 октомври како заедничка историја се славеше во Република Македонија заедно со бугарите, се отиде дојдоа бугарите во Ваташа, дојдоа да се поклонат кај, да се извинат кај евреите и на други места, убиствата на Коле Неделковски, на Страшо Пинџур. Апсолутно не. Значи, тогаш имаше настан во кој што Борисов дојде до меморијалниот центар, тој се поклони, никогаш не се извини и неговата изјава беше дека неидентификувани лица облечени во црно ги депортирале евреите од Македонија. Апсолутно не. Знаете како игра на зборови во политиката, па дури се постигнува еве конечната цела, тоа е внесување на бугарите во преамбулот или пак уставот, доколку го немаш овој договор кој што задира во круцијални прашања, значи ќе беше полесно прифатливо да еве има барање бугарите да влезат во преамбулата, ама морам да нагласам една работа. Преамбулата, уставот на една држава не е парче хартија. Тоа не е законче за хортикултура. Тоа е устав на една држава, тоа е темел. Ако ги разрушите сите закони и сите институции,
во тој приказ, како да им објасниме на граѓаните, како рушевина од стар град, темелите што ќе ги најдете после 3000, 5000 години е уставот на државата. Уставот не е некое хартиче на кое што ние ќе правиме пиши, бриши, ќе изменуваме и надопунуваме. А во овој момент, во ваков башибозук на државата, во вака разорна систем, мислам дека би било дрско од нашава генерација на политичари да влеземе и да пробуваме нешто, да експериментираме со уставот. Ќе влезат ли, ќе има ли промени, ќе има 80 ли пратеници, ќе купат ли? Јас велам дека честупати по еврејски, јас му верувам на Бога, а сите други мора да докажат што сакаат да докажат. Меѓутоа во овој момент, доколку власта рачунаше дека има мнозинство, веднаш ќе ги ставеа уставните измени на пленарна седница. А затоа ги повикувам. Нека ги стават уставните промени уште утре, заутре кој ден сакаат, секој ден нека ги ставаат. Уставни промени нема да има. Ова не е истото време и не се истите. Само уште ова сакав пред да завршиме да кажам, јас еве за вас не знам дали знаете, може би знаете, Уставот на Австралија не е променет од 1901 година. Се носат закони, се носат секакви работи, меѓутоа Уставот не е променет. Кај нас Уставот е, ќе ми простите, вие сте дама, Уставот на Македонија како чорап и женски се менува секој ден. На жал е така. Тоа е дел од ансамблот, фолклорот, да кажеме, на владеачкото множество овие 6 години. Многу работи да се прават насила и многу работи само да изискуваат промена кон промена, ревидирање целосно на државата, непостоење на државата, непостоење на нацијата, па сега гледаме непостоење на народот. Тоа е тенденцијата. Меѓутоа јас верувам во народот, верувам во сите нас и верувам дека нема да биде она што да мислам. Ќе има обединување на македонскиот народ кон националните прашања или се уште ќе се партизира? Најмногу е болно прашањето тоа. Доколку политичарите тоа го дозволуваат, ќе има и понатаму бинарен политички свет, значи бинарност помеѓу народот. Мислам дека најголемата вина паѓа на лошите политичари. И треба да се престане со таа реторика и буквално да се прави маркетинг по прашањата кои што не се политички, туку се државнички прашања, национални прашања. Можам да ја искористам ова прилика сега зборувајќи со вас како пратеничка во собранието. Сега кога беше пред една недела погребот на убиениот премиер на Јапонија, прајм-министерот на Австралија Албанези од лабористичката партија со него ги понесе тројца минати прајм-министри кои се од либералната партија. Џон Хауард беше, не ми текнува се по име, Абот беше и уште еден, да. Кога тоа во Македонија ќе се случи? Или овде сега за Божик доаѓа Божик, за Божик елката ја китат заедно опозицијскиот председател, лидер на опозицијата и прајм-министерот. Тоа во Македонија не е страшно во една држава и полесно. Така треба да биде, да има лево и десно политичко крило или лево и центар или центар лево, центар десно. Не. Тоа е здраво политичко однесување. Не е нормално да глумите лево и десно крило кога нема држава. Првен е државата, а потоа се крилата и идеите за како да се развива и да обстане. Добро, доаѓаме до крајот. На крајот, господја Мизрахи, ви благодарам за вашето време. Уште еднаш нека ни е честит 11 октомври и многу векови. За многу години, да. За многу години да е. И многу успех ви посакувам во работата и да бидете така решителна и одважна како што сте и досега. Ви благодарам многу. Беше пријатно.